Од октомври нови регионални и магистрални патишта вредни над 10 милиони евра најави премиерот Груевски при денешната посета на општина Старо Нагоричане во селото Младо Нагоричане. За кумановци битно е што ќе започне изградбата на автопатот кон Скопје. Имаме повеќе проекти сега во тој дел, да речеме првата работа е што ќе започне наскоро реновирање на реконструкција на автопатот Скопје-Куманово. Во февруари-март треба да започне темелна реконструкција. Второ е нешто што сега, наредните недели треба да започне, патот Битола-Ресен-Буково, во вредност од 6 милиони евра, темелна реконструкција на одредени места и проширување. Трето е патот Неготино-Радовиш, реконструкција темелна. Има уште неколку, уште најмалку 4 регионални патишта, кои што треба да ги започнеме во месец октомври. Еден од нив е Делчево-Голак. Има и уште неколку, така што се на се околу 43 километри регионални патишта ќе бидат целосно реконструирани, а некои проширени. Зборам за патишта за кои што ќе започнат сега во септември и октомври, освен реконструкцијата на автопатот Куманово Скопје, кое што ќе сега се одвива тендерската процедура септември и октомври, а во февруари и март треба да започне реконструкцијата. Премиерот најави дека се разгледува и можноста за поддршка за инвитро за трето и четврто дете. Јас мислам дека наскоро ќе излеземе со еден нов предлог, а тоа е предлог да се помогне и на оние кои што сакаат да одат со инвитро вештачко оплодување на трето или четврто дете. Како што знаете, досега беше дозволено поддршка на оние кои што сакаат за прво и за второ дете да имаат да користат инвитро. Сега владата прави пресметки да се одобри инвитро за трето и четврто дете. И второ, да се ослободат од партиципација сите, и оние што се за прво, и оние за второ, и оние за трето, и оние за четврто. Партиципацијата изнесува околу 6000 денари. Тоа е 20% од вкупниот износ, така што на наредната седница на владата треба да го дискутираме и да донесеме одлука по ова прашање, но јас мислам дека не постојат пречки. Досега инвестираме околу 1,5 милион евра годишно за инвитро за прво и за второ дете. Сметам дека според разговорите што ги имав со Фондот за здравствено осигурување и со министерот за здравство, постојат услови владата да донесе одлука ова да се прошири за трето и за четврто дете. Жителите на Младо Нагоричане презентираа пред премиерот повеќе барања за изградба на улици, канализациони и водоводни системи, за што премиерот посочи дека владата во моментот финансира 611.000 евра за изградба на 3 патни правци во општината, а министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски ги информира дека општината може да изработи проекти во вредност од 750.000 евра, кои би биле обезбедени за финансирање од ресорното министерство. Ќе стартува се надеме за 10 дена и канцеларијата за субвенции. Значи наши луѓе од наша општина нема да одат веќе во Куманово да се матуваат. Има тука канцеларија. Тука социјално, тука биро за вратување, тука пожарната на некој начин сепак кога е наша интервенираме, стигаме на време, имавме летово доста пожари. Лично што да ви кажам, не сме се уште опремени, се трудиме, чекаме законот како дојде за да помине пожарната под блок дотација, ако даде Господ, не сум со ваше разбирање. Во интерес на земјоделците од овој регион е одлуката на владата веќе наредната недела да се отвори агенција на Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделство и рурален развој, со што ќе се излезе во пресрет на земјоделците да не патуваат за поднесување барања за субвенции. Исто така, за барање на граѓаните ќе се разгледа можноста за дополнително доделување опрема на територијалната противпожарна единица од Старо Нагоричане. Груевски попладнево изврши увид на градежните работи на патниот правец Никулјане Челопек, за кој владата инвестира 13,4 милиони денари. Жителите на Пчиња побараа помош за водата, за која кажа дека е загадена, помош за депонијата и поддршка за изградба на мост. Јас можам да ви кажам дека остана уште 1 милион евра неискористени во Министерството за транспорт и врски. И преска имавме средба со граѓаните за Куманово. За Куманово, да. Ние имаме голема рамка од владата што даваме за сит за цело Куманово, над 3,5 милиони евра. Значи остануваат уште 1 милион евра што треба локалната самоуправа да аплицира до нас. Добро. Само со еден проект. Ние потоа го пуштаме до консултанти, се одобрува, јас го распишувам тендерот, односно нашето министерство, и ние го градиме. Но не можеме директно без локалната самоуправа. Така е за сите општини. Значи ние само предвидуваме како влада преку Министерството за финансии рамка колку средства може да искористи секоја општина. И сега е до градоначалник. Ние затоа сме ги обезбедили овие пари за вас, за сите вас. Значи вака, министер,
Овде кај е проблем водата, во Романовци канализацијата. Двете заедно, ако се точни овие бројки, се нешто над милион, но ние милион имаме обезбедено, па за тие 100-200 ако треба повеќе ќе се најде нешто. Така што ако градоначалникот и за Романовци достави проект и барање да се финансира и за Пчиња, можеме да почнеме веднаш со тендерска процедура, така? Можеме, значи проектот да ни го достават, јас го пуштам до консултантите, ако е се во ред со проектот или ако има некои забелешки ќе ги спегламе и пуштаме тендер процедура. Жителите на Пчиња побара и лекар. Премиерот веднаш телефонски разговараше со министерот Тодоров, кој најави дека за една недела ќе распише оглас и доколку има заинтересиран лекар, веднаш ќе стартува со работа, но услов е жителите од Пчиња, Студена Бара и соседните села да бидат негови пациенти.